Драги мои, добар ден, стартуваме со ново издание на Црвена линија, со тоа и нова работна недела. Па, верувам дека сте подготвени денес да бидете во голем број вклучени во денешната дискусија, која што верувам и како ќе побуди интерес кај сите оние кои што секако имаат што да кажат за денешната тема. Но на самиот почеток ќе ве потсетам дека до нас се стига, барем за оние кои што досега не се увеле во Црвена линија, на едноставен начин го вртите телефонскиот број 02-307-0005 и задолжително ве молиме кога ќе бидете вклучени да го намалите тонот на телевизорот, за да не се одзема време, се разбира на она ало и дали се слушаме. Меѓу другото ќе потсетам дека имаме и 5 активни линии на кои што секако брзо ќе следува вклучување. А зашто ќе зборуваме денес? Секретарот на бугарскиот клуб во Охрид е претепан. Пред угостителски објект со бугарски владин авион е пренесен на лекување во Софија. Дали тепачката е мотивирана од национална омраза или станува збор за дилерско-криминална пресметка? Тоа на што ќе говориме денес и полемизираме со вас, а секако ќе ве прашаме зошто според вас се уште молчат институциите. Дали, меѓу другото, сметате, имате видување и кој дозволи да слета авион и да го извади лицето против кое е покрената и активна истрага. Меѓу другото, ќе ве потсетам задолжително и да не заследите на социјалните медиуми. Црвена линија има свој профил на Facebook, секако темата објавуваме и на профилот на Телма телевизија, а оние кои што можеби нема да успеат да се вклучат вака телефонски, секако може да развијат дискусија и под објавата на нашата тема, значи коментирајте, шернувајте и лајкнувате. А сега задолжително ќе ги потсетам сите оние кои што не станале дел од нашето Инстаграм семејство да го направат тоа веднаш и веќе во истиот момент да го дадете одговорот на нашето денешно анкетно прашање, кој што доколку кликнете на Инстаграм стори Црвена линија, ете вака изгледаме таму, можете да дадете одговор на прашањето дали има шанси за подобрување на добрососедските односи со Бугарија. Одговарате со да или не. Ќе потсетам резултатите, секогаш ги соопштуваме таму никаде по рекламите. Секако оние кои што ќе се вклучат денес во Црвена линија, ќе ги прашаме и дали сметате дека посетата на Софија од нашиот министер за надворешни работи беше избрзана. Секако во продолжение за да ве загреме и вас и секако да ве подготвиме, ќе продолжиме и со прилогот на нашата колешка Емилија. Никој не побарал согласност од македонското обвинителство за транспортот со авион што бугарските власти му го организираа на секретарот на бугарскиот клуб Цар Борис од Охрид Христијан Пендиков да се лекува во Софија, иако за кафеанската тепачка во која тој се здоби со тешки повреди се води активна истрага. Ова за Телма го потврдуваат од јавното обвинителство, но тврдат дека Пендиков е достапен за органите на прогонот. Во однос на транспортот на наведеното лице од јавното обвинителство не беше побарана согласност за негово префрлање во Република Бугарија. Оштетениот досега 2 пати даде свој исказ во постапката и е достапен на органите на прогонот. Јавното обвинителство нема ниту една законска основа да задржува оштетено лице. За 23 годишниот Пендиков не бил одреден притвор ниту друга мерка за обезбедување за дрогата што кај него лани ја пронајде полицијата, затоа што била мала количина, а по пријавата се постапува пошто ќе биде донесена одлука, велат од обвинителството. При личен претрес кај пријавениот било констатирано поседување наркотична дрога од помали количини 0,3 грама кокаин. Со оглед на тежината на кривичното дело и другите факти во предметот, надлежниот јавен обвинител оцени дека во конкретниот случај не се исполнети законските основи за да побара мерки за обезбедување на осомничениот. Иако се уште истрагата е во тек, политичарите од Бугарија и Македонија инцидентот што се случи на 19 јануари во Охрид го квалификуваа како напад од омраза кон бугарите. Правните експерти сметаат дека тоа е притисок врз истражните органи. Како што посочи адвокатот Владимир Туфекџич, истрагата е веќе контаминирана, додека пак начинот на кој Пендиков е изнесен од државата е опасен преседан со целосно игнорирање на македонските правосудни власти.
Наред сте вие и ќе подсетам пред вклучување на гледачите, задолжително внимавајте и на изборот на зборови, се разбира црвената линија автоматски се вклучува доколку се користат нели навредливи зборови, зборови на омраза или пак зборови кои што алудираат кон насилство. Време и за првиот гледач во црвена линија. Добар ден. Добар ден. Секој е добро, вие сте првата гледачка во црвена линија. Повелете. Ви благодарам. Ова не е политичка мислам, не е ова омраза бугарска, нити е пресметка, меѓутоа е пресметка меѓу дилерски банци. Ништо повеќе. Меѓутоа, мене ме загрижува што нашата држава дозволи без одобрение на јавно обвинителство да се дистрибуира и то со воен авион. Значи, тука нешто многу опасно се крие. Дали дилер на дрога е, иако по 3 милиграми нашле, значи доволно за да дилерува да продава дрога на млади луѓе и го префрлуваат, то потрча нашиот Осман и одма да го посети. Тоа е кривично дело како да го киднапира од Македонија. Тој не е бугарски државјан. Чисто го познавам, пошто имам стан во Охрид, чисто охриджанско дете. До пред 2 години беше во МРО-ет. Како може се да биде бугарин? Значи, тука се многу други работите, меѓутоа бугарите све навалуваат дека ова е све политика за да не блокират. Па и нека не блокират, ако мислат дека ќе донесува вакви луѓе за да ги трујат нашите деца со дрога, а него да го подкупуваат со пари, во Варашко мало, во Охрид живее. Еве, ја ви кажувам. Чисто крвно, дрогирашија. Благодарам за вклучувањето во црвена линија. Ќе подсетам и за гледачите кои што ќе се јавуваат, внимавајте само на тајмерот 90 секунди. Добар ден за следниот гледач во црвена линија. Дали се слушаме? Да, одлично ве слушам, вие сте во црвена линија. Сакам само да ви кажам дека ова е само еден, според мене, ова е само еден доказ дека во нашата држава ние, значи, го допресме дното и јас сериозно се прашувам дали можеме уште и до каде, заправо, каде е понорот, каде е вистинското дно. Околу тоа толку. Само една сугестија ќе ви дадам, за прв пат се јавувам, се согласувам со темите што ги таргетирате, актуелни се, меѓутоа мислам дека треба да таргетирате малце повеќе и социјални теми, бидејќи и тоа нас граѓаните многу не тишти и не мачи. Од политиката и политиканството дојдовме до ова работа, држава немаме, тоа е факт, меѓутоа сепак ние некако мора да живееме и дајте малку повеќе теми од аспект на социјалата, социјалното живење, социјалните мигови. Црвена линија постојано имаше обработувано теми врзани околу порастот на цените на храната, на живеачката и се она. Ви не достигат теми за најмаргиналната група, за лицата со попречености, за помагалата. Помина пандемијата, слепите ја поминаа без ниту еден говорен топломер. Имаме сезона на грипови, поскоро во секој семејство има по 1 и 2, ако не и цели семејства болни. Ние пак немаме говорни топломери. Не само што немаме, што не ги дава државата, туку не ги обезбедува, нема каде да ги купиме. Околу тоа ве молам малку. Во секој случај многу ви благодарам, ве поздравувам, имате прекрасна емисија. Секако јас големо благодарам, упатувам до вас пред се за укажаните идеи, секако ќе имаме во предвид да обработиме и нешто кое што го предложувате вие како гледачи. Продолжете да не гледате, дискусијата продолжува, верувам веќе со вклучување и на нов гледач. Добар ден. Добар ден. Секој добро, црвена линија. Поздрав до тебе, тук и до тебе. Голем поздрав и до вас. А јас се чудам на Република Македонија. Како може авион да ви слета у Македонија? Страчи авион. Не може. Треба да биде сручен. Методно. Да биде сручен. Господио Боже, ќе го те под некој степеници. Од степеници одам. Да се истрчи. Тока веш. Па пријајте луѓе, не да се ради. А помој нашиот да вода се попоњера, прво отиде таму. Може все да му се породи. Породино. Боже, Боже, Боже. Абе, од тоа држава ми. Ти да го трчаш да му отрчеш попоњера. Да, овој се ников. Како тоа? Како не му е срам? Како не му е срам?
Како не му е срам, министери? Според вас постојат ли шанси еве да се подобрат односите помеѓу Македонија и Бугарија воопшто? Дали се уште го имаме гледачот? Добро, се префрламе и на Твитер заедницата. Еве што извоивме денес од твитови. Бранка Д.Н напишала: зошто го префрлиле новопечениот М. Тепан бугарин во Бугарија? Власта не им верува на своите доктори. Што сме ние, бе? А ние секако сме црвена линија и продолжуваме со вклучување на гледачи. Ке потсетам, продолжете да коментирате, шернувате и лајкнувате на Facebook. Предност ке им дадеме секако на оние кои што ќе се вклучат во денешното издание, бидејќи тоа е нивната можност и шанса, нели, да го искажат својот став. Добро вечер, веќе. Добро вечер. Секој е добро, црвена линија. Па вака, моето мислење, ова што е актуелно во моментот во Македонија и Бугарија, за натепаниот пендикот. Значи, можам да кажам дека од една обична тепачка, банална, да не ја нарачам, нешто стана, се дигна толку високо, дури на национално ниво. Сега, можам да кажам дека бугарите, видите, се фаќаат уште за влакно, да речам, во овој проблем кој што е настанат меѓу Македонија и Бугарија, и тие одвај чекаа вакво нешто да се случи. Значи, тој е еден обичен секретар на еден клуб кој што има 20 или 30 членови, да испратат владин авион за да го земат човекот кој што не е во здравствено или живото загрозувачка состојба, значи само некоја си провокација. Не некоја него чиста провокација. Сега, ние, моje мислење како македонска влада, треба да сме воздржани од овие случувања, но нормално не треба на све да им попуштаме. Истрагата ќе покаже дека ова е обична тепачка и така натаму. Според вас постојат ли шанси да се подобрат добрососедски односи да имаме со Бугарија воопшто? Многу тешко дека ќе се подобрат и да се внесат бугарите во уставот, тешко. Благодарам за јавувањето и вклучувањето во црвена линија. Ако има гледач, веднаш продолжуваме со вас. Добро вечер. Добро вечер, црвена линија. Ме слушате? Да, одлично ве слушаме. Повелете. Вака би кажал, многу ми се допадна не на овој, на претходниот. Оно со понадицата. Значи, како му текна ловда му е со понуда демек. Знаеш, на болен кога се носи нешто, така портокалчиња, сокчиња, така и Османи вајде му отишол таму со понудка. Малку да се нашалиме, кој сватил, исто би кажал, имавме ние еден инцидент со еден хрватски граѓанин, ракометар, го беа утепалете пред некоја дискотека таму, ама хрватската власт не реагираше како овие, него едноставно рекоа сега институциите нека си ги преземат работите у своји раце и нека пресудат како што треба да се пресуди. И се пресуди како што се пресуди, така се реагира државнички. А некако да не ги кажам по име на некој животно, ќе ги омаловажам животните, не заради друго, животните ќе ги понижам. Значи, тепачката се десила помеѓу бугарин кој поима нема да збори бугарски. Расправијата се водела од негова страна на тепаниот со тежок, со слаб бугарски говор, претежно македонски зборел, а додека овие македонциве, тројца што го тепале, зборувале чисто бугарски, па сега кој како ќе го свати муабетот? Значи, од сигурни извори имам дознаено дека тие устори биле бугари, ама бидејќи сакаат рчка патер за американциве овие, тоа е тоа. Здраво. Поздрав, благодарам и вам за јавувањето. Ајде повторно ги се префрлиме на Твитер, па и ве можете да бидете инспирирани да полемизираме и за тоа што пишуваат на Твитер. Летечи Фахман напишал: дечки, нашата земја направи што беше побарано од неа. Сменивме име и преговаравме историја. Ова што се случува е последица на ретроградните сили внатре во државата Бугарија и ЕУ. Оставштини од некои злокобни времиња кои се надевам нема да се повторат и ќе го добиеме заслуженото.
А што ќе ни каже следниот гледач, ќе дознаеме во следните 90 секунди. Добро вечер и вам. Дали се слушаме? Ало? Добро вечер, ако може малку погласно да зборувате подобро да ве слушнеме. Дали сум на линија? Да, во црвена линија сте, повелете. Вака, јас немам многу време да зборувам. Што се однесува директно кон прашањето, мислам дека ова е чиста провокација пак од страна на бугарите. Друга работа, првата работа уствари, бугарите сакат многу да ги сакаме, меѓутоа како можеме да ги сакаме кога конкретно две куќи ни биле запалени некогаш и трво со кози и овци. Една работа. Втора работа. Ова е директно спрега меѓу албанците и бугарите да ја поделат Македонија. И толку нема што да кажам повише. Тоа би било се. Најверојатно гледачот се исклучи. Добро, имаме и такви гледачи кои што одлучуваат да зборуваат и помалку од времето предвидено за нивното излагање, што значи отстапуваме време и за нов гледач. Добро вечер. Добро вечер, добар ден. И добар ден, секако вие сте во црвена линија. Ден, така може и добар ден да се каже. Јас да пробам предходниот пред мене што сопре. Дека ова е спрега меѓу бугарици и нашите немакедонци, тоа е ефтен точно. Затоа што се гледа дека нашиот за надворешни работи е меница за доброто и на Грција, и на Албанија, и на Бугарија, и на Украина, само не на Македонија. Да иде во Бугарија и да каже дека ќе го слуша искажувањето на обвинетиот и на мајка му. Со кој очи, со кој ум? Како брани тој Македонија? Како се однесуваат овие наши министри, антимакедонски настроени, подковани да уништуват Македонија? Меѓутоа, нашиве луѓе во Македонија, нашиот народ, ја не знам дали се уште ќе спиеме или ќе мора веќе редно е да се разбуне. Пошто ова вака ако продолжи, ќе ја снема Македонија, веќе нема слобода, гледате, нема слобода никаде. Никаде нема слобода, ни на улица, ни загинуваат луѓе, ги снемува. Еве жената ја отепале во Струмица. Како мислат овие наши со ваква полиција, со ваква армија, со ваква влада, со вакви владетели? До кај ќе се стигне вака? Ова се однесува за сите македонци, од Скопје па секаде до границите кај што држи. Благодарам многу за јавувањето во црвена линија. Секако тука и ќе ве потсетам задолжително да кликнете и на telma.com.mk. Еве ќе посочиме најактуелни вести, наслови за кои што многу повеќе ќе прочитате, се разбира ако кликнете на telma.com.mk. Наслов кој што го издвојуваме од денес е дека бугарскиот амбасадор во Македонија е повикан на консултации во Софија. Така, ете вака изгледа насловот, се разбира, ќе ве потсетам telma.com.mk и многу повеќе ќе прочитате подолу на овој линк. А ние одиме понатаму со вас, драги мои, така да време и за ново добро вечер. Дали се слушаме, вие сте во црвена линија. Добар ден и добра вечер, Македонија. Добро вечер. Певе, според вас, дали тепачката е врз национална основа или е едноставно криминална престап? Криминална нешто недоразбирање таму меѓу нив, тоа значи е споредно, но мене ме загрижува едно. Ова ист млад човек, наводен секретар на тоа бугарско фашистичко здружение, има слики дека доскоро, не знам колку време, година, 2-3, бил свесен македонец на некој начин, имал истакнувал дека бугарски пасош не му треба на својот профил, се китал со македонски символи. Што е она? Значи, порано тој бил свесен македонец како млад човек, како момче младо. Што е тоа што него го завело по антимакедонски патишта? Оваа предавничка антимакедонска власт, со СДС на власт, тешко е да си македонец. Ако истакниш македонско знаме, те апсат, те тепаат, те стават в затвор, не баре си терорист, а ке браниш Македонија. Додека ако си душман на Македонија, фашист, непријател, тогаш те почитуваат
те поддржуваат, те истакнуваат и на функциите ставаат. Ако си македонец, која сака Македонија, тогаш си затвор по 16 години. И затоа момче, да го речиме, е заведено не тамо некои си бугари, фашисти, за пари сигурно, и тргнал по овој пат. Значи, ова Заев е тој кој кажа дека А ние ќе подсетиме 90 секунди е време траењето на секое излагање од јавувачите, така да внимавајте на тајмерот и секако благодарам. Ајде одиме со вклучување на нов гледач. Слушнавте досега од гледачите какви видувања и размислувања имаат околу денешната тема, па да видиме што мисли за тепачката, кој е всушност причината и позадината за оваа тепачка. Добро вечер. Ало, добар ден. Добар ден. Дали се слушаме? Одлично ве слушаме, во црвена линија сте. Вака сега. Овој што го фатиле Тепанијов дал 3 различни изјави, тоа е факт. Исто така факт е полицијата, ако не ги каже другите 2-3 што го тепале, а се смета дека тие се со бугарофили, тоа значи дека полицијата сака да го сокрие наставнот и фактички оваа влада составена од предавници на СДСМ, начело со председателот и премиерот, комплетно ја оставија власта на ДУИ да одлучува за македонската нација, за македонскиот идентитет, и они на некој начин со бугарите се во коалиција. И затоа Османи отиде тамо едноставно да ја углади ситуацијата, затоа што они заеднички работат за делба на Македонија. Тука е целата суштина и целата приказна. Да беше обратно, немаше со мал прст Османи да мрдне. Значи, целата приказна е дека Османи на софистициран начин, преку историската комисија и преку тоа што нема персона нон грата, нема таа протестна нота, не реагира, бугарите све што прават овдека, им дозволуваат фашистички здруженија, им дозволуваат кој сака, што сака да збори дека Македонија е бугарска, дека македонците се бугари и така натака и така натака. Благодарам за јавувањето. Продолжете и вие да не гледате. Одиме понатаму, предност ке повторам имаат гледачите со оглед на тоа што црвена линија сите минути се исклучиво издвоени само за вас. Добро вечер. Добар ден, добро вечер, дали се слушаме? Верувам дека и намален тонот на телевизорот. Еве, вашиот наслов конкретно покажува дека веќе надмината црвената линија од страна на Османи, од страна на провокаторите, фашистички провокатори во Македонија што се инфилтрираат, дали со подкуп, со некои други средства, без разлика кој каде е роден, ама ете работи против државата. Искрено посакувам на Османи да му се покрене интерпелација, затоа што работи против интересот на државата. Вчера тој изјави дека мора да создадем атмосфера на нула толеранција, но исто така и провокација од политичари кои доаѓаат на среде Скопје да го дегираат македонскиот народ. Еве, како го коментирате? Не коментирате ова? Нула толеранција, па која толеранција? Па ние имаме 1000 Целзиусови степени толеранција во овие 5 години према бугарите и власта што вметнува албанци во владата, и сега имаме доминантност на албански министри. Ама еве, дали ние зборуваме сега, еве, според вас оваа тепачка беше на национална основа или криминална пресметка? За криминална, тоа е изговор. Ова е чисто национална провокација. Чисто национална провокација, затоа што ако е криминална, тогаш полицијата ќе си завземеше став, ќе го ставеше во Бајбук момчево што е повредено и ќе беше по 24 часовен надзор. Благодарам за јавувањето. Еве целосно ќе ве потсетам да кликнете повторно на telma.com.mk каде што многу повеќе ќе можете да прочитате за ова вест.
Вчера министерот Османи даде следнава изјава дека мора да се создаде атмосфера на нула толеранција, но исто така провокации од политичари кои доаѓаат на среде Скопје го негираат македонскиот народ, мора да го прекинеме. Тоа ќе биде последно доаѓање во Република Македонија на секој кој ќе ги навреди македонците, македонската заедница или било која друга заедница. Што ќе каже следниот гледач, ќе дознаеме сега. Добро вечер, верувам дека се слушаме. Добро вечер. Добро вечер, повелете. Се слушаме? Да, одлично ве слушаме, повелете. Еве што ќе кажам јас. Под хитно Османи да иде во Бугарија да го врати тој што се тепаше тука, што е лидер на наркоманија и да му се суди тука. Ако има некои проблеми, здравствени имаме лекари да го лечат. Тоа е една работа. Втората работа, тој Османи да иде во Косово да ги врати тие двајца од Смилковско езеро што ги утепа децата, да го врати тој завчера што избега од затвор, не избега, го испратија тие како Османи. Тие ги испратија. Тие да ги прибери. И да си земи оставка, затоа тој работи против Македонија. Не работи за Македонија. Се врзал со бугарите, се врзал со нацистите од Германија, од Франција, за овој дел да се уништи, зато тие министри се албанци редат. А еве како коментирате тоа што изјави дека ќе има нула толеранција за атмосфера во која што ќе биде негиран македонскиот народ? Се изгубивте нешто, што е работава? Како коментирате изјавата на министерот Османи дека ќе се има нула толеранција за секој оној кој што ќе го негира македонскиот народ? Тој Османи таа толеранција. Добро, благодарам. Ќе подсетам, меѓу другото, ако се чувствувате недоискажани, не сме затворени, можете секако да се прејавите повторно, но задолжително внимавајте на изборот на зборови. Црвената линија автоматски се вклучува при погрдни, користење погрдни, навредливи зборови, секако говор на омраза и говор кој што алудира на насилство. Тоа е златно правило во оваа црвена линија. Добро вечер за следниот гледач. Ајде се доискажиме. Да се доискажиме, повелете. Османи е дволичен, пошто вика дека немало да има толеранција кога некој негира македонци македонско. Мислам дека тој, како член нова влада со СДС и ДУИ, се најопасни за македонскиот идентитет, култура и традиција. Според вас постои ли можност да се подобрат односите помеѓу Македонија и Бугарија? Нема шанси, ова уште ќе се влошува, тие се настроени негаторски кон нас, знаат дека во Македонија има влада која безкичмено витка кичма и се македонско предава и ќе бидат уште поупорни за било кој уцени. Јас пред таму 4-5 години велев дека име да смениме, дека бел ден нема да видиме народ или човек кој нема чувство за своје, кој само витка кичма пред другите, кој се само негира, тој бел ден нема никој да види. И ќе биде цел век уценуван и понижуван и пак нема да види јавно. Ама новите умо не му иди. Сега инсистираат бугарите да влезе и тие да ги внесат, пак нема да имаме ништо арно, ни како Македонија и македонци. Кај е проблемот? Што оваа партија СДС 70 години после АСНОМ со ликвидација на Ченто и другите шири уништување на македонскиот патриотизам. Ја забранија химна македонска по македонски училишта овие години. ВМРО воведе тие забранија. Како сакате млад човек да не биде заведен од Времето истече. Добро, ете, си искористивте можности за репета. Благодарам што се јавивте. Ја ќе подсетам да се држиме до темата, она за што зборуваме денес. Што сметате вие, дали позадината на тепачката која што се случи е сушност врз национална основа или едноставно само криминална пресметка? Исто ве прашуваме и кој според вас дозволи да слета авион и да го изведи лицето против која е покрената активна истрага. Верувате ли дека може некогаш да имаме и добрососедски односи со Бугарија? А секако и дали сметате дека посетата на Софија од страна нашиот министер за надворешни работи е избрзана? Тоа е она за што зборуваме, така да се држиме до темата, бидејќи оние кои што подоцна ќе се вклучат да
секако имаат во обзир за што се зборува денес во Црвена линија. Добро вечер. Добро вечер. Секој е добро од Црвена линија. Поздрав за вас, поздрав за емисијата. Голем поздрав секако и до вас. Па еве, Значи, ова што која е позадината случи- на оваа тепачка, според вас? Тепачкава што се случи во Охрид е исценирана по однос на национална основа. Тука се вмешани две страни, како што председателот на клубот што е во Охрид беше излезена една фотографија по сите медиуми, да речам Facebook, сликан со еден председател на политичка партија, па сега овај што е секретарот наводно е натепан во Охрид и така да бугарскава страна тоа го чека затоа што испрати одма авион да го земат лицето од Охрид, да му укажат здравствена помош и така ната. Сега, и може да кажам дека и ова е избрзано од страна на министерот за надворешни работи, бидејќи истиот моје мислење е дека штом више е пратен владин авион од страна на Бугарија, сака да го оправда, односно да каже вистината за тепачката, која е настаната, така да тука се измешани сите работи, доколку и се внесат бугарите во уставот, па понатаму бугарите ќе вршат притисоци, ќе не негираат и така натаму. Благодарам, цениме тоа што и вие се вклучивте во денешно издание на Црвена линија. Добро вечер за нов гледач. Добро вечер. Добро вечер. Одлично ве слушаме, вие сте во Црвена линија. Па еве според вас, која е причината за оваа тепачка? Причината ние не сме нити истражители, гледачите, нити полиција, да А што носиме мислите, еве? одлуки. Има органи кои тоа треба да го отклонат и откријат и да си добие секој заслужената награда, ја би рекол. Меѓутоа, сакав да го искоментирам. Министерот за надворешни работи на Република Македонија, значи, знае да каже таму, меѓу другото, нулта толеранција едно друго, арно ама, како не му е страм да каже он, министер е на Република Македонија, и он бил малтретиран, и он бил омаловажуван како бугарите тука. Зашто тоа не го кажувате? Цитирајте го како телевизија, како медиум, да народот го чуе. Значи, некој го чул, некој не го чул. Кога даде интервју кај бугарскиот новинар, па го цитираше. Дека бил дотичниот господин и он омаловажуван. Па како не му е страм, доктор е тука, хирург. Те умреше едно дете у градска болница кога го оперираше пред 15 години. Јавев случајно во истата соба. А кој знае кај е купил дипломата? И сега тука е министер за надворешни. Јас ќе подсетам, значи во Црвена линија овие минути се издвоени исклучиво за вас, но уште еднаш ќе подсетам telma.com.mk. Вест која што секако можете да ја isčitате целосно, тоа нема да го направиме во рамки на Црвена линија, бидејќи минутите се за вас и вашите јавувања. Еве, ќе покажеме уште еднаш, секако е објавено. Османи во интервју за бугарската телевизија ја охрабруваме бугарската заедница да отвори повеќе клубови, но и да ги смени имињата на постоечките. Ова е наслов кој што еве го препорачуваме, но повеќе ќе прочитате, повторувам, ако кликнете на telma.com.mk. И уште еднаш, Црвената линија автоматски ќе се вклучува доколку се користат навредливи, погрдни зборови, говор на омраза и секако зборови кои што тенденциозно алудираат на насилство. Така да секој може да си го каже својот став, но имајте секако избрани зборови кои што далеку ќе бидат од погрдни и навредливи. Тоа е правило во Црвена линија. Добро вечер. Намалете го тонот на телевизорот. Дали се слушаме? Да, се слушаме, вие сте во Црвена линија, повелете. Така. Па вака сега, ке се надоврзам на претходниот гледач, треба да ја дадете таа изјава Бугар Османи, кога
се активираше црвената линија, значи не е Бугар Османи, туку е Бујар Османи, така да јас еве ве предупредив. Кажете ги вашите ставови и се разбира не користете погрдни зборови, надвредливи и оние кои што нели ќе бидат цинични, саркастични. Се знае зашто зборуваме во црвена линија. Продолжуваме понатаму и веќе подсетам по кој знае кој пат во ова денешно издание. Секако минутите од црвена линија нема да ги користиме целосно да ги читаме вестите кои што се објавуваат на telma.com.mk. За нив можете да прочитате ако кликнете на нашата страница. Ќе подсетам, има повеќе наслови кои што издвоивме денес за вас, а минутите се издвоени стрикно за гледачите, бидејќи нели поважно е вас да ве имаме отколку да читаме нели целосно вести. Добро вечер. Стишете го тонот на телевизорот да зборуваме преку слушалка, ве молам. Добро вечер. Добро вечер, црвена линија, повелете. Добро вечер. Стишете го тонот на телевизорот. Подобро ќе се слушнеме. Добро вечер. Добро вечер. Ало? Намалете го тонот на телевизорот, затоа не ме слушате. Ете, гледате од ова претходно искуство со гледачот, баш ми е жал, значи верувам дека па не знам, многу пати спомнуваме и повторуваме, мајде, повторувањето е мајка на знањето. Дали можам да зборувам, дали сум на линија? Да, можете да зборувате, во црвена линија сте и добро вечер. Повелете. Видете, може повтор пат се јавувам, сега нема да бидам критичен, него сакам да поставам само една идеја на новинарите. Ве слушаме, продолжете. Стишете го тонот на телевизорот. Да, во ред. Видете, чисто сакав да, ко новинари, да испитате од каде таа негова бугарштина. Потеклото од каде му е тоа бугарско потекло, дали фамилиарно, или и да испитате од која е најблиска фамилија или пошироко, колку души од неговата фамилија се со бугарско државјанство. Ве слушавме за тоа, еве според вас лично мислење, дали воопшто постои надеж да се подобрат некогаш односите помеѓу Бугарија и Македонија? Како ви изгледа? Мислам ќе биде многу тешко. Се додека ова гарнитура на власт која е во Бугарија, ќе биде многу тешко. Значи вие целосно сте песимист. Само би сакал чисто да се испита и јавноста да се информира колку луѓе од неговата фамилија, бидејќи тоа сепак. Благодарам за јавувањето во црвена линија. Заклучок досега од на нас гледачеве кои што ги вклучивме, ве молам најнапред намалете го пред се тонот на телевизорот, бидејќи нема да можете да ме слушнете ниту мене, јас секако се слушам себе си од таму од каде што нели следите црвена линија, така да кога ќе ве вклучат од режија, имајте во предвид дека тоа е најважно и внимавајте на изборот на зборови. Па не треба да бидеме ниту нели да бидеме навредливи со погрдни зборови, а сепак се може да се каже, се разбира вашиот став, но употребата на зборови да биде внимателна. Сепак не сакаме да звучиме грдо. Добро вечер. Добро вечер. Ве слушаме, во црвена линија сте. Вака, пред се да те поздравам и ви честитам на успешната работа ваша, како ги елиминирате овие не со негативни и погрдни зборови. Свака ви час. Вие како водителка и така треба, ако шират пропаганди за вашата телевизија, ја ви честитам ви што преди 10 дена и ви кажав дека си работите реално, тоа е црвена линија. Сега да навлеземе во темата. Ова е можете чувствителна тема и осетлива е. Дипломатски изгубивме од бугарите. Така не нанесува во еден слеп сокак што сами си кажаме што. Меѓутоа, од кој аспект?
Пазите, јас зборувам за вистината, ни најмалце не ме загрижува некој дали ќе се навреди. Мислам, не навредливо, културно, пред се културата ќе ја ви ја прекажам. Прво, домашните непријатели, односно партии кои што ја поддржуваат оваа бугарска политика, а внатрешноста имаме, а кои се тие се знаат, ги подпомагаат сите овие дипломатски работи кои што се дешаваат негативни. Ова што се случи во Охрид, кратко ми е времето. Тоа е граѓанска пресметка, тоа е во кафеана да се судрат двајца пијани или трезни, дали наркомани или не, тоа е нивна на органот е. Меѓутоа, нашата дипломатија затаи. Верувајте дека не победија бугарите. Во однос на политиката, Бугарија да ја победи Македонија, да се застрамиме. Благодарам и вам за јавувањето во црвена линија. И еве вест која што е објавена точно во 15 часот и 53 минути. Ке потсетам на telma.com.mk уште едно нешто на кое што задолжително да го насочите вашето внимание и да ја исчитате целосно веста. Насловот е: Пендиков бил транспортиран на лекување во Софија без да биде побарана согласност од македонското обвинителство. А црвена линија ве прашува дали сметате дека посетата на Софија од страна на нашиот министер за надворешни работи е избрзана и дали воопшто сте оптимист или целосно песимист во однос на тоа дали во иднина постои надеж да се подобрат односите помеѓу Бугарија и Македонија и која е позадината на тепачката која што се случи. Добро вечер. Добро вечер, Македонија. Мислам дека Бугарија воопшто не ја поразила наша Македонија. Ние во нопнели Втора светска војна убедливо ги поразивме. Значи, ако беа многу помојни од нас, но нашиот македонски патриотизам ги порази. Са некој што во Македонија секогаш така се со свитка на кичма и така се чувствува дека Бугарија не поразила. Тие виткаат кичма пред секој наш негатор. И гласале за оваа власт, тие гласале за Заев и са викаат Бугарија не порази. И ти си поразен. И вие сте поразени пошто гласавте за Заев, кој викаше същи народ. Се активираше црвената линија. Добро, оние кои што се јавуваат редовно, па дури неколку пати ги знаете веќе правилата, да не се задржуваме на тоа, ама еве она за што зборуваме денес, сакаме да слушнеме како ви изгледа вам пред секоја е причината за тепачката која што се случи, дали тоа вам ви личи како да е врз национална основа иницирано или пак станува збор само за дилерско-криминална пресметка. Меѓу другото, прашуваме и кој дозволи да слета авион и да го изведе лицето против кое е покрената и активна истрага. Дали сте оптимисти или целосно песимисти дека во иднина воопшто и ќе има подобрување на односите помеѓу Бугарија и Македонија? И уште едно прашање, дали сметате дека посетата на Софија од страна на нашиот министер за надворешни работи е избрзана? Тоа е она за што зборуваме во црвена линија. Добро вечер за следниот гледач. Добро вечер. Во црвена линија сте. Нешто избрзана, него пребрзана е. Тој министер треба самиот да си земи оставка или да се оправда, сиве клубови да ги протера од Македонија, кога ќе се регистрираат оние 15 пресуди во Бугарија, тек тогаш да седниме на маса со бугарите да разговараме. До тогаш преговорите да се прекинат и со Бугарија и со Грција. Затоа што државата ни отиде надолу. Нека размисли малце народов. Овие политичари ве предавници ве не размислуваат. Народов треба да размисли и да ги протера, затоа што од народот цицат, од народот јадат и државата е пустат. Затоа што ова крај нема. Ова е брука во светот, не постои вакво нешто. Како не му е страм да не е само ова вчера што го направи да го посетуват него. Еве ќе потсетам дека министерот за надворешни работи Османи изјави доколку не се сменат имињата на бугарските клубови, истите ќе бидат затворени. Ништо не ве разбрав, толку слабо да се слушате, ништо не ве разбирам.
Продолжете, имате уште 15 секунди, па по завршувањето ќе кажеме тоа што треба. Ништо што кажав да се со бугарите прекинат и со грците. Секакви разговори. Добро, сега повторно ќе одиме на telma.com.mk. Добро, може би подоцна сте се вклучиле, па еве не сте виделе. Значи, задржате се на веста дека што е објавена на telma.com.mk е следнава. Насловот гласи: Османи во интервју за бугарската телевизија БТВ. Ја охрабруваме бугарската заедница да отвори повеќе клубови, но и да ги смени имињата на постоечките, бидејќи доколку не се сменят имињата на постоечките клубови, истите ќе бидат затворени. Ама како рековме, црвена линија нема да ја користиме за да исчитаме цели вести, туку ќе ја користиме за да можеме да ве слушнеме вас. Вие сте ни најважни. Ако имаме гледач, добро вечер за следниот гледач. Добро вечер. Во црвена линија сте, повелете. Фала. Јас ќе кажам едно. Османи не ојде во Бугарија да го биде повредениот или тепаниот. Османи ојде да им каже на бугарите додека ја растураат Македонија. Значи Османи ојде да каже дека да отворат други клубове. Значи малку ли се тие клубови, уште клубови да отворат. Османи зашто не ојде пред една недела кога имаше во Бугарија убиено младо момче на 23 години од Македонија? Сигурно вие новинари се чујале. Зашто тогава Османи не ојде во Бугарија и нема никаква обдукција, никој ништо не знаеме за тој дечко? Значи сега кога се случи некој си наводно дека бил бугарин со некоја криминална група таму се тепал, Османи одма ојде. Значи тие проблеми ни ги прави на нас власта на чело со Османи. Сега ќе ви кажам зашто. Кога беше клубот во Битола запален, Османи одма ојде. Значи ојде на бугарите да им се повојада како да се попови за нас или за Османи. Значи кажа дека клубовите треба да решава Венецијанската комисија. Па не е тоа срамота? Бугарите опи им порасна роговите. Сега криминалист Степан Османи па ојде тамука. Што тера мајка таму за бугарин? И ќе дојдат авиони. Нека кажат и ено се доаѓаат авиони. Ено се доаѓаат на авиони и ќе не напаѓаат и ќе зимат. Зашто Османи не каже кој дозволи тој авион да дојде? Кој го пушти тој авион? Кој е одговорен? Значи кај нас за се е одговорен Османи. Значи ако треба да протест. Благодарам и вам за вклучувањето во црвена линија. Сега дојде време и за реклами. Повторно со црвена линија по рекламите, тука е времето каде што ќе ги соопштиме и резултатите од Instagram Story анкетата. Ќе ве потсетам да не заследите на Instagram, бидејќи веќе утре ќе можете да учествувате во новата анкета која што ќе биде објавена. А на денешното прашање дали има шанси за подобрување на добрососедските односи со Бугарија, со да одговорија само 8%, а со не 92% од Инстаграмџи. Благодарам за сите оние кои што пред се земаа активно учество во ова денешно издание на Црвена линија. Повторувам, заследете и на Facebook Црвена линија, сега ко Телма Црвена линија, Твитер и Инстаграм. А ние утре во нов термин со нова тема заедно со вас. Довидување.